За 15 дена почнува новата учебна година, ама колку училишта од југоистокот ќе ги отворат вратите за учениците никој не знае. До подрачните оделенија за образование, училиштата ги доставиле направените анкети од родителите, а тие пак ги поднеле барањата до владината комисија за начинот на одржување на наставата. 96% од струмичките родители бараат настава со физичко присуство. Велју се и Дабеле се единствените училишта од струмичкиот регион во кој наставата ќе се одвива со физичко присуство на учениците. Останатите ќе чекаат одлука, а до тогаш мораат сами да си направат план како ќе ги комбинираат наставните процеси, почитувајќи ги протоколите од Комисијата за заразни болести. Над 70% се гевгелиските родители кои сакаат настава со физичко присуство. Општината доставила и барања до комисијата за сите подрачни училишта и веќе чекаат да се произнесе по поднесените барања. Освен задолжително од прво до трето оделение, во двете училишта во градот Крстим и Сирков, основни училишта зборам, Крстим и Сирков и Влао Кантарџиев, до 5-то оделение да биде физичко присуство, а од 6-то до 9-то комбиниран модел со тоа што на секоја недела би се менувале учениците. Една недела се физички присутни, една недела онлайн. Околу 80% пак се од анкетираните радовишки родители. Тие се изјасниле за настава со физичко присуство. Ставот на родителите по основните училишта и средното гимназијско училиште е да бидат физички присутни. И општината денес набави доволен број на мерачи на температура и нормално дезинфекциони средства. Генерално, родителите на учениците од југоистокот бараат нивните деца да се вратат во училишните клупи. Од Министерството за образование вела дека засега е сигурно дека само учениците од прво до трето оделение ќе започнат со настава, а останатите ќе имаат настава од дистанца. И во тој правец течат и подготовките.